Citroen од секогаш бил провокативен во своите модели, посебно поголемите. Не само технички, туку и со осмислувањето на целокупниот концепт за настап на пазарот. Така требаше да биде и со C5X, кој е нешто меѓу лимузина и кросовер. Квалитетите му ги зголемуваа и плагин хибридните верзии, а за цената да биде поприфатлива се произведува во Кина. Но тој се покажа како големо фијаско. Марката од него лани продаде само 4300 примероци, што е за 2/3 помалку отколку во претходните 2 години, колку што е на пазарот. Што не им се допадна на купувачите, тешко е да се каже. Можеби цената која стартуваше од нешто над 40.000 евра, можеби прескромната моќност на погонскиот систем меѓу 130 и 225 коњски сили, но поверојатно неговото потекло. Citroen не е единствената европска марка што продава возила од Кина. Тоа го прави и Volvo, Dacia, BMW, а сега и Seat, но е прва што ќе го прекине тоа. C5X едноставно не се поврза со купувачите и дефинитивно исчезнува од ценовниците на нејзините дилери. Тестирањето на трпението на менеджментот на компанијата не помина. Повеќе се нема слух за вакви експерименти, посебно нешто истото се случува и со DS9.